Здраво, другари, здраво криптореволуција. 5 дена многу чудни. Второто видео ќе ви покажам. Значи, повеќето линкови кои што пробав да ги постирам на Instagram, на Story ми исчезнува. На Facebook групата исто ми исчезнува и 2-3 видеа на, кажу го, гледате, не сум снимал колку 5 дена весам. Да. 5 дена имам чудни блокади на самиот YouTube канал, например, ќе снимам видео, ќе пробам да го аплодирам и не можам. А тоа видео ако не го аплодирам тај ден, зашто би го аплодирал друг ден, доста интересно и најинтересното е баш се појави едно другарче. После второто видео ќе го покажам како кажи го, на него му пишува, ако ми иде фолоу на Instagram, дека уствари да потврде он дали сум скамер. Значи, замислете си, мене ме интересира кој е тај од Македонија што толку е мокен. Значи, ово крипто, сите имат више крипто канали и у Македонија, и на Балкано, и американците имат више 15 години, 100 години имат. Никој не е блокиран како јас што сум блокиран. Кој толку му сметам, брат, на кој толку македонците треба ништо знаеш у крипто да не упајат. Чи гледај shadow ban, значи видеата 400, 300, чи 500, не е финтата дека не ќе да гледат луѓе, тука едноставно не се појавува. Чи луѓе што имат subscribe стајано, 2000 луѓе, не се појавува моето видео, замисли се известување. Разбираш, многу луѓе ми викат, брат, например, што не снимаш видео. Снимам видео, тоа видео имаш ли го видено? Не, тоа имаш ли го, тоа, немам ги видено. Што се луѓе што са ми праќале print screen од notification, дека го нема. Брат, и некој ми рече, прави професионално такво, значи ја ќе уложам пари да направам професионален YouTube канал, за да ме блокират. Страшно. Але, другари, одеме на една многу поинтересна тема. После 7 години аналитика не ми се верува дека луѓе Axie Infinity после 7 години го вада во чудо. Ја бев просто кажал дека до 2025-2027 треба да излезе у мојот стар YouTube, кажи го, YouTube канал и на Facebook што има в група. Че за Axie Infinity бев кажал просек 2025-2027 и моите геймери требаше да играат за SLP и за AXX да пунат торбите, али моите геймери, типично како што и ги предвидев, 150 луѓе исчезнаа, од кои 30 до 50 кои што беа редовни, никој не играе веќе. Значи не играат, пошто едно е не пратите информации, друго е SLP и AXX е многу мала сума. И например ти кој играеш за центи, а не знаеш дека бул маркетот може да биде лут, че луѓето просто не играат. А гледајте што извади ово чудо, брат. Просто мене ми се појави видеото, ја уопште не му не гледав, се додека еден дечко забрив кој се фало групата што го постира, па ми привлече внимание, че бев разочаран да го гледам. Ја пратив у групата, али не го бев гледал, пратив го. Не бев обрнал, мислев дека само тамо некој обичен такво. И дури после, ја може да кажам слободно и дека прв го видов, а последен го гледав. Гледајте, ово требаше да биде готово 2023. Али хак, нели там, најголемиот хак 680 милиони. 680 милиони, колку беше? Најголемиот хак уствари е у Axie Infinity. Као демек Северна Кореја, ја не верувам у тие глупости Северна Кореја. Тоа се длабоката држава која што не дозволува да има игри, кој што уште ќе има инкам, значи ќе се прават пари, тоа е просеко е. Новиот затвор е 2027 треба по дома и тогава треба да се играе луѓето да прават токени пари. Значи тоа е плано на длабоката држава, можно е да има уште една пандемија. И народо, за да не се бунат, ќе играат од дома овакви игрички, Star Atlas, Axie Infinity. Значи, конечно го вадат после 7 години. Значи, замислете си, кој знае колку милиони е уложено, колку тестови и чуда, за нели да не ги опнат уште некој хак.
молбето е, никој не веруваше оваа игра дека ќе извадат. Ја верував, мене ме беа разочарали што толку се многу бавни. И знаеш кога ќе 150 луѓе не ти играат да ти прават SLP AXX, зашо би следило? Ама еве, ќе ви пратиме линк тие што барем имате акси, човечиња, например, карактери, купено, NFT, значи да се регистрирате и си ја играете, разбираш. Ќе ја играте и може да си направите, мислам на пререгистрацијата уште 23 дена е. И ќе покажам, замисли си, имаше уште првиот ден имаше 700.000 играчи. Додека сега има денеска 1.300.000, ако не се лажам, што беа. Еве ја удрив јас се пререгистрирав, ти нели ја имам ленд, имам земја. И просто без разлика на овоа, ќе видиме например за рентање земјата, за рентање нема дозволам никој да играе за мене, значи од македонските геймери јас стом на зборо. Сите се завршиле, македонски геймери нема да играат Axie Infinity. За мене тие што играат сега, например уште четворица што се, тие еден ден ќе ги после Bull Market уствари ќе ги наградам добро, знам колку се, само тројци, четворица се. Оние другите нема да играат, нека се играат сами и јас земјата ќе ја рентам, може колку ми е досадно ја да поиграам, ама пред се ќе ја рентам, ја имам околу 900.000 акси, аксиња, човечиња карактери, кои што вредат многу пари и ќе ги рентам, разбираш. Ќе давам на филипинци, на американци, руси, украинци има доста. Они да играат, македонци нема да играат. За мене нема да имат бенефит никаков. Значи, завршена таа работа. Групата, ако сакат, групата уште ја чувам, Axie Infinity ја имам, само да видиме, чекам Bull Market. Чекам Bull Market и кажи го, чекам Bull Market и да видиме за SLP-то кој ќе е најголемата цена, да пресметам например просек од сезона некој. Ако американците може да прават по 10 до 15.000 AXX, значи моите геймери може исто да прават. Значи мобето е само чекам Bull Market. Кој сака може да излезе, ја ќе го постирам ово видео. Мобето е да видам SLP цената. AXX толку не ме интересира, пошто ние се бориме за SLP. Да ја видам која е таа цена, да ја кажам дека не се били управо. Значи може да направат пари на Bull Market-от, тоа се играе 3-4 години, на Bull Market-от се продава. Значи графиката ми се свиѓа, добро е замислена. Тој беше и плано. Значи еве тука кога ќе пререгистер, другари. Јас сум ранк 20.000, total ticket имам некакви 2. Еве го тај линк што ќе го постирам под видеото за реферал, ќе дадат некои награди кои сакат. Мада македонците не се научени на реферал. Се дигитално неписмени за да идат на например кога има од Binance, од KuCoin реферал, кога има од Star Atlas на реферал, значи може да земат од Binance, може тогава взимаше $70-100 да имаше награди ако си преку мојо, ја не кажував, на KuCoin имаше $50. На Star Atlas дава исто награди, али зашто да кажам, не сум ги земал ја, ама не се ги земали и не они. Некои луѓе беа и хакирани, јас сум кажувал старите видеа на Binance што пишале BINNN, Binance со 3N и беа ги хакнале со среќа да е. Реферал не се научени нашите. Американците например ќе стават у некоја YouTube група за реферал, прават милиони. Значи буквално на Star Atlas е најголемото и тај беше милионер станал од реферал. Ја ќе оставам, па кој сака да го наде. Треба да видам, само ме интересира дека беше. Еве тука тие совет. Најефтината земја е $321. Са не е финтата само да се купе земја. Значи ќе требаат и айтеми за таа земја. Ја ги имам, ја си свирам. Каф шемата удара. 2.15. Ќе снимам 2 видеа, пошто сака нека. Направив мал тест, сега каналот ми е одблокиран. Значи совет $321 за земја да се купиш, за про геймери што имат пари. Слободно може да си купат на савана. Да си играат фарма, да си
кацкато $320 е просто без пари. Таа беше дури 5 етериум стигнуваше, значи у најлоша рака, ако у најмала рака уствари, ако не ја играат, со сигурност ќе вреди ово барем 1 етериум. Ќе стигне, може да ја продадат. Не е финансиски совет, нели, али тие што се геймери може да се пробат среќите да се купат една Савана, што имат многу пари, што имат многу, што трошат многу пари за кафе, за цигари или за кафана, може ово у Скопје еден петок, сабота и недела, брат. За кафе, за кафана и за ресторанти, што ги познавам луѓето колку трошат. Ово вие, шај не, 2 викенда ви ово у Скопје. 2 викенда, два петоци, 2 саботи, фактички тие ги трошат овие пари како ништо таму, брат. Кафе шема, ако ударат, гориво, паркинг, цигаренца, чуда, ресторанти и една земја од идеала. Значи тие што сте про геймери, еве Савана може да си купите, да си пробате среќата, че да оперираш се. Што добивам тука, поема немам. Па ми враќа на тоа истиот. Ту премиер тикет. Не играам, не сум ја не одамна видел. Тука ми е чудното. Проверете се вај стария волет што ми е денио. Поема немам. Еве некако имал коментари, ако ја играл, поема немам во Коку, како сум го добил. Ништо не пратам, Max Infinity, уопште не пратам. Значи, повеќе сум концентриран на Star Atlas, колку сум добил 101.000, $154, падна на 8%, значи многу повеќе. SLP поема немам како го имам, ја на моите играчи, овие четворицата што играат, не сум взимал SLP. Како што се сеќавам, SLP-то и AXX што го освојат си нивно, $107 од дека го имам тука, поема немам. Ово Джихос Мајмуно ми е дадел 52.910 некакви токени, $34, падна ни скоро 14%. Airdrop сум добил, поема немам, не пратам. Коко 24.000 токени сум добил $10, исто и тие се падна ни 16%, поема немам. Дрог 82.000 падна ни 13% на 5, ќе ги чекам и да ги сменам. Ја едино имав во волето Рон за трансакцијата, тоа 5.95 Рон по $4 беа, нели? Значи за трансакции, тоа багимите за трансакции. Valhalla исто 7.000 токени, 7.600 токени, $2. Поема немам овие работи како сум ги добил, гле. Ако некој знае и прате да каже коментари. Интересно, $326 од ништото. Супер. Чекай да е Mystic Land ме интересира. Mystic Land е уште солена. Mystic Land мислам натаму пак се продават по 15 Ethereum. Сигурно. Ке стигнат по 15 Ethereum, ако таа игра стварно излезе. Дека беше, ако стварно ово чудо излезе, ово летото треба фактички, гледаш Summer 2025. 23 дена трае регистрацијата и интересното е, другари, 1.374.000 си имат пријавено. Тикити има 4.167.000 за 23 дена. Еве тука имате реферал програма за луѓе што знаете дека играат, што се користиле Ронин и може да направите некоја паричка. Треба да ги пратите овие работи, играта па се развива. Гледате 5.000, 10.000, 25.000 имате. Тие што играете, знам има доста играат сам. Јас извинал кафе шемата удара. Еве доста работи ки има. Мене ми се свиѓа, интересна ми е графиката. Јас сум разочаран што македонските геймери немат страпливост, ама еве да ги научив ги сите од цела Македонија. Така немат страпливост сега и за Star Atlas, никој не ја играе, гледа видеото, никој не ги гледа. Еве дека е, да речеме, еве 8 дел Star Atlas 125, 7 дел 252, ово Star Atlas 290 го имат гледано.
Гледа, значи, ово шестиот дел, еден месец пред Star Atlas 344, нека стоја видеото. Така беше исто и за Axie Infinity, луѓе. Никој не го гледаше видеото. На краја се има околу 1000 македонци што играат Axie Infinity. Играат си ја, сами си имат уложено од 300 до 1000 долари, играат ја, има некои прават на сезона. Од неколку сезони направат 150 долари. Играат сами, со среќа да е. Али играта полека улава таа. Ово да беше 2022-2023 до сега ќе беше број 1 игра. Али Джикацо го хакнаа. Само Морон може да држи токаа сума на пари на еден волет. Само Морон може да вработи луѓе што Севернокореец може да му прате, замислете си, да му прате линк за работа, као да ме кони многу јаки програмери се. Па кажи го ќе си тража работа, значи представете си на Джихо луѓето сака да му избегат од компанијата, ако не се задоволни и се лажат на некој севернокореец. Еве на Джихо работниците мислам дека се тувакви. Ја друго јаче не ми гледал. Ова е најдобра слика како би изгледал еден вработен на Джихо. Пред компјутерот ко седи и чека некој севернокореец да му прате линк за работа. Значи платата сигурно е мизерна, па натиска линк, поврзува се и ги хакират милиони, што тие милиони доведеа до тоа да побавно се развие таа игра што сите ја чекавме. Ке има рибарење, 300 чуда. Исто како што ви кажував пред 100 години. Дека играта ќе стане реално еден ден, ама сите ги разочараа Джихо. Мене прво ме разочараа моите геймери, ама тоа е. Джихо треба да знае дека луѓето немаат стрпливост. Колку има уште? Тука сакав да натиснам. 917.000 уште си држи, има доста активни. Значи ово го имат гледано луѓе 6,8 милиони. Тие 6,8 милиони пола да купат по 10 долари SLP AXX, направете математика. 82.000 го имат споделено, 49.000 лајка и 7.400 коментари. Баш ме интересира коментарите негативни или си или позитивни. Сигурно ќе се позитивни, од овие знаете да ги кикнат. Па јас сега ги вртев ствари. Значи, повеќето се коментари позитивни. Ке има награди и чуда ветува, иначе многу тешка игра. Оваа нема да биде толку тешка, ама оваа другата што се играеше стварно многу тешка. Стварно си требаше про играчи. Гледа колку брзо напредува од 900.000 до 1.300.000. Сите сега тука многу луѓето, 8,6 милиони да видате многу. Ке има борби тука. На Twitter се виделе, замислете си, 5,5 милиони. На Instagram 800.000. Значи 270.000 адреси, трежерите 22 милиона и 2,5k Ethereum. Earned for fees, мамо. Мали брач. 2,5 илјади Ethereum у фи. Нали, ќе биде интересно ова, браче, со среќа на тие новите дечки што ќе упаднат, што ќе си играат. Мене WoW ми беше омилена игра, значи ово го гледам на еден начин, гледате го, ова е рейндж. Ако не се лажам, ово те го ја. Јас сакав да играам тенк, секој сакав да играам тенк, ја упајав у борба, оние моите другари од страна пука. Мејджови чуда, тоа ја го верував дека ќе се деси и после 7 години станува реалност, ама за жал македончето спие учавките, така да тоа е. Тоа е со среќа на новите у крипто. Со среќа, ово се луди бројки луѓе, со среќа на новите у крипто, мислам у Axie Infinity што ќе си играат, што ќе си купат земја, што ќе си играат сами,
што ќе се борат оваа игра, значи ќе се прави паричка чим овоа викат да ќе го извадат. Ја нема да учествувам со македонците, мојата земја додека не ја продавам, нели да ми скисне, ќе ја рентам и моите акции ќе ги рентам да видам дали повише прво така да избијам некои пари, и многу пари уложив ја у македонските геймери, да си ги избијам парите и после се живо ќе продавам и се враќам комплетно на Стар Атлас. Комплетно се враќам, другари, на моето чудо кое што никој не верува. Значи не се враќам на истата игра која што ме разочарала. Значи јас упаѓам тука, нема главоболка со македонци, тука едноставно е рентањето на флотата е рандом, кој сака се го рента, а уствари со другарите тие екипата што си ја имам, ќе си играеме пуцачина, разбираш, ќе играеме пуцачина и таа екипа што ја имам, ако има нешто да си играе за мене, имам си екипа која ќе играе. Значи дечки што се купиле бродчиња, мрчиња, јас што сум ми подарил, со тие ќе се дружиме. Доста беше врачи филмови правење такви македонски геймери. Не sneak peeks да видиме, гледај јака графика, интересно, доста беше македонски филмови тamo. Брат, ќе играам 8 сата за тебе. Брат, ќе играам 10. О, брат, дај 2 профила, купи лаптоп, ќе играам. Ќе играам ја, брат, 7 дена у неделата, по 24 часа ќе играам, нема да спијам, поиграа, направија SLP. На почетоку беше добра цена. После тоа видео не е добра цената, треба да играат 3 години, не разбират дека на 3 години се играе 4-та година bull маркетот. И одма се откажа. Другари, гледајте, уживајте. Ја не сум ништо лут, ја едноставно го предвидев, иначе ако не го направев утре ќе рече те не сум купил. Не си купил да пробаме, ова кога купив, пробаме, не ја бива со македонските геймери. Значи, но битно е откриме ја топлата вода. Играта ќе може да се играе, ќе може да се прават пари. Значи, овај дел ќе е многу полесен од колку ние преходните. Класик и онаа другата, како се викаше, забрив. Посебно Класик, таа стварно требаше проиграчи. Класик, ако не ја сменеше Джихо, уствари ќе имаше, мислам, дека ќе останеа играчи и ќе играеја. Тука Джихо ја преба, околу 20 луѓе ќе ја играеја Класик, имаше што стварно беа залюбено Класик. И ќе трупа SLP XX, тие 20 луѓе ги поштувам. У Македонија ќе се дружиме, али оние другите 150, точно 150, од 150 или 20 беа окей играчи, откажаа стварно ти ја сменија Класико, не и си играеше на другата, а оние другите 130 комплетно изгубени случаи, брат. Само ми го изгубиме времето да и креираш профил, да и се јавеш, да кажи го код да ти пратат, значи просек по 2-3 сата сам изгубил на човек. Значи представете си 150 луѓе, 130, оние 20 окей, 130 луѓе представете си да и креираш профили, да се чуете, пасворди, па не знаат да се логират, па не знае да си ја симне играта, па не знае... Чудо. Замислете си со 130 луѓе, брат, ти таму имаш шефови во Македонија со 20 вработени компании, не може да се справа, замисли со 130 луѓе да бидете у комуникација, па немал телефон, па дај му пари за телефон, па немал лаптоп, па дај му лаптоп, па дај му уште еден лаптоп ки играл, па чуда, па немал пари, па дај му на заем SLP, па дај му на заем AXX, па дај му на заем човечиња чуда и сега ги нигде нема играчите. Ама тоа е македончето, брат. И постоја карма, да знаете, геймерската карма ќе ви стигне, не верувам дека мет и млеко тече кај вас во Македонија, така да ја ви отворив мојата врата да играете за мене и да правите пари. 4 години играете, 4-та година, за сите 4 години ќе ви се исплатеше, ќе имаше бонуси, ќе имаше чуда. Значи просек ја го бе сметал околу $3,600-4,000 можеме да правиме тие играчи. Чи представете си со пола од тие да ги давав по да ги купував, да речеме, просек правиме например на месец толку пари, чи тај месец награда лаптоп на најдобриот, другиот награда што ти знам тамо, многу награди ќе имаше, правев јаки планови, 10 дена Дубај, за Америка да дојдат некои, ама тоа е другарчиња, ќе се седите во Македонија
Ки си одете на работа и така ки си къцкате самички по мал влог, ки си къцкате, ки си натискате и ки се нервирате и ки плукате по другите дека ви се криви, не другари. Вие сте си криви со вашата глава, да се надеям дека, да не верувам ама да се надеям дека еден там 0,001% ќе разберат каква грешка се направили. Така да, другари, поздрав. Нема да ми е последно ово видео за AXS, ќе направам видео кој ќе bull маркето или, например, ја ако играам нещо чисто да си видам сам, без македонски геймери, каков инкам ме интересира ки имам, кој ќе се оправя. За scholarship, голема грешка им беше што не додов за филипинци да играат за мене. И мало е патриот од Америка, што е уложил милионски суми у игри и сите македонски геймери го имат за ебено. Со до душа четворица, што дечките стварно си играе, колку може да играат, па играле, нели? Не се правили чудо да е SLP и AXX, ама па си играе. Па културно си играле оние другите 130, 150 фактички, или 146, тоа е. Другари, тоа е чисто да стои во македонската гейминг историја, дека имало некој милионер ше уложил пари да 150 луѓе добијат работа, 3 години да играат, четвртата година да бидат наградени за сит 4 години и онија испуштија шансата. Другари, кацкајте си дома Тетрис, значи лажете се, играјте си сами, правете си филмови дека не ја бива, дека други ви се криви, SLP мала цената, AXX малата цена, дека играта нема да успее, нема да онаде. Секој го плука джиху, јас сам го плукал, ама ја го плукав што е бавен и да не вртам му. Чао другари, ќе се видиме на Bull Market-у.